naslušaj, daj mi kod nas, i prosti mi dolgovite naši, tako i mi prema naših dolžnici, i ne povedaj iskušenje, i izbavi me od lukavijog. Кој на светот му точиш миро на милост, ние те почитуваме и ти пишуваме. Во фалба ти има и ти слобода пред Господа, секоја беда избави, неверно да ти воскликнуваме. Радувај се, свети Димитрije, славен велико, маченичи чудотворче. Радувај се, свети Димитрije, славен велико, мачениче чудотворче. Да, почитувани пријатели, стоиме точно пред кивотот во кој почиваат светите мошти на свети великомаченик Димитрije Солунски, на голема радост на сите нас поклоници и верувам и на сите вас кои ќе го проследите ова видео. Во тек е читањето на акатистот кон свети Димитрije со голема љубов и почит, а во нашите срца постои молитва за здравје и спасение за сите наши блиски, роднини, пријатели, но и во вашето срце свети Димитрije може да ја послуша и вашата молитва. Во тишината на храмот се слуша тихкиот глас на поклониците, кои, правејќи жртва после долгата и непроспиена ноќ во автобусот, после прекрасната поклоничка патека покрај Богородичната градина на Атос, Света Гора, и средбата и благословите од монашкото братство од манастирот Ксенофонт, посебно благословите од јеромонахот Јероним и светите мошти кои ни ги принесува на бродот, да им се поклониме и да ги целиваме, и со таа блажена средба не помалку сме во очекување и свети Димитрije да ја надополни духовната трпеза на нашите души. Божја, моли си ние да добиеме кои те почитуваме и воскликнуваме. Радувај се молитвен изданок на благочестивите родители, радувај се наследник на нивното благочестие, радувај се ти кој многу ги развесели кога се роди, радувај се што до утробата на мајката со благодат се осени, радувај се многомилост се крину на дестото и чистотата, радувај се осветлен со душата и телото, радувај се ризницо на Божите дарови, радувај се од младоста го презре служењето на идолите, радувај се го засека вистинското богопочитување до самата смрт, радувај се со своето благочестие на Христа му угоди, радувај се со неговата благодат многу плодови донесе. Радувај се свети Димитрije, славен великомачениче чудотворче. Радувај се свети. Јас верувам дека многуина од вас го посетиле овој велелепен храм и се помолиле пред светите мошти на овој голем Божи угодник. И многумина од вас го знаат и неговото житие, но ете, сепак за оние кои што помалку знаат или па воопшто немале можност да дојдат тука, да раскажам малку за неговото житие.
Во моментов приоѓам полека кон светите мошти на Света Анисија. Не може да не и да одадам почит. Јас верувам дека и она во овој момент ги чита нашите молитви во нашето срце и го прати будно јакат истот кој е во тек. Но да продолжам. Свети Димитрија е роден во градот Солун од благородни, благочестиви родители, измолен од Бога, од бездетни родители. Тој како син единец бил воспитуван и однегуван со големо внимание. Татко му бил војвода Солунски, па кога умрел татко му, го поставиле Димитрий за војвода наместо неговиот татко. Кога го поставиле за војвода, христоборниот цар Максимилијан особено му препорачал да ги гони и истребува христијаните што биле во Солун. Но Димитрий не само што не го послушал царот, туку напротив, јавно го исповедал и го проповедал Христа во градот Солун. Кога слушнал за тоа царот Максимилијан, многу се огорчил на него, па еднаш враќајќи се од војна, царот свратил во Солун посебно за да испита ова работа. Во моментот се приближуваме кон Параклисот, прекрасна икона на Свети Димитрија. Тука се наоѓа кивотот во кој пребивале неговите мошти пред да бидат пренесени во новото место каде што сега се чита акатистот. Во времењата наназад, многу одамна имавме таква чест да една група поклоници Свети Димитрија не удостои со мироточение на неговата плоча. Но да продолжам со житието. Разгерен царот го фрлил Димитрий во затвор, знаејќи што го чека. Димитрий му го врачил сиот свој имот на својот верен ученик Луп, за да го раздаде на сиромасите, и отиде во затвор весел, зашто му престоеле страдање за Господа. Во затворот му се јавил ангел Божи и му рекол: мир на тебе, страдалецу Христов, биди храбар. По неколку дена царот испратил војници во затворот за да го убијат Димитрий. Војниците го најдоа Божиот светител на молитва и го исподија со копја. Неговото тело тајно го зедоа христијаните и честно го попребаа. Од телото на Христовиот страдалник потече исцелително миро, со кое мнозина болни се излечија. Наскоро над моштите била подигната малечка црква. Еден елински војник, Леонти, бил болен од неизлечива болест. Им притекнал на моштите на Свети Димитрий со молитва и станал потпуно здрав. Од благодарност му подигнал на Свети Димитрий црква многу поголема од старата. Светителот му се јавил 2 пати. Кога царот Јулијан сакал да ги пренесе моштите од Солун во Цариград, од гробот скокнале пламени искри и се чул глас: застанете и не гибајте. И така моштите на Свети Димитрий останали за секогаш во Солун. Како заштитник на Солун, Свети Димитрий се јавувал многу пати и многу пати го спасил Солун од големи неволји. Неговите чуда се навистина безбројни. Во овој момент се чита молитвата и сите со наведнати глави и понизни и смирени срца го примаат благословот од светителот, принесувајќи му ги своите молитви и желби за здравје и спасение за своите најблиски, пријатели, роднини. Но ете, сите во овој момент да посакаме од Свети Димитрија здравје и спасение за сите кои што ќе го гледаат ова видео. За нашата Македонија, за соживот со браќата, за цела мир и соживот на сите православни христијани каде и да се. Свети Димитрија, моли го Бога за нас грешните. Голема е благодарноста до Господа преди се
до Пресветата Владичица Богородица, која што не подкрепуваше во текот на целото ова еднодневно поклоничко патување, кое навистина е физички напор, но голема духовна благодат и богатство.